Онколошките пациенти висат пред болничките врати во најтоплите денови. Ходниците на Скопска онкологија секојдневно се преполни. Доаѓаат од сите градови од земјава, некои патуваат и по стотици километри, а тргнуваат уште од раните утрински часови за да стигнат до клиника. Вакво е секојдневието на пациентите со малигни заболувања во земјава. Спага има внатре гужва во дневна амбуланта? За сега има. Какво е искуството последниве денови? Не сакам да зборам, до овде ми е дојден. Гледам некои денови добро, ама некои денови има гужва. Вела дека има многу малку персонал останато. Точно е тоа. Точно е тоа. Се целосно. Сестрите жртва се за пациентите и све е добро, али персоналот е мало. Дневно во амбулантите речиси по 200 пациенти примаат терапија. Менаџментот на клиниката вели дека нема капацитети за да одговори на потребите, затоа што пациентите од цела држава се препраќаат тука. И по бројните апели и аларми од докторите на клиниката, Министерството за здравство досега не одговори на барањата за вработување во оваа установа. А ништо не се оствари ниту од најавите за регионални онколошки центри. И по 10 месеци од избивањето на еден од најголемите скандали во здравството – онкологија, истрагата се уште е во рацете на јавното обвинителство. Пациентите се оптимисти дека во иднина нешто ќе се промени, конечно ќе се казнат виновниците за препродажбата на цитостатици. Очекувате ли да има разврска после скандалот кој што изби во септември минатата година? Веќе 10 месеци го поминато. Па надам се да ти кажа. И тука само те туркат од таму ваму. Каде е почетокот, каде е крајот, никој не го знае. Никој не го знае кај е крајот, кај е почетокот. И така, тешко, многу тешко. И за болните, и за фамилиите. Статистиките покажуваат алармантен пораст на бројот на новозаболени со карцином. Годишно во Македонија се регистрираат повеќе од 4000 лица со малигни заболувања.